Добре дојдовте на овој канал, каде што го славиме Јешуа Христос. Моја желба е во овој канал да размислувате надвор од ова земно постоење и да медитирате за духовните и вечните нешта Божии. Се надевам дека ќе го продолжите ова патување кое Светиот Дух Божи го започна во вас, за да продолжите понатаму да го барате и познавате Бога. Подобро да го читате Божиото Слово за себе, наместо да верувате во мислењата дадени од луѓето. Овде правиме се од себе да го споделиме Евангелието на Јешуа Христос на најмалку 37 главни јазици. Речиси во секое видео споделуваме преку Библијата дека Јешуа Христос е Бог и Спасител. Се надевам дека Светиот Божји Дух ќе ги отвори ушите и очите на вашиот ум, душа и дух, за да можете да го прифатите Христос и Јешуа како Бог и Спасител. Ако не е Светиот Божји Дух кој ви открива кој е Јешуа Христос, тогаш никој не може да ви открие што може да го направи само Светиот Дух Божји. Светиот Дух Божји исто така ви го открива ова преку скапоценото пишано Божјо Слово. Исто така, нашата мисија е откако ќе го прифатите Јешуа Христос како Бог и Спасител, да се крстите и да станете информиран ученик на нашиот Бог и Спасител Јешуа Христос. Речта Божја јасно одговара на толку многу од нашите прашања за Бога и сложеноста на темите во Библијата. Бог е исклучително сложен бидејќи тој е бесконечен. Во овие студии се надевам дека може да научите само помалку за сложеноста на Бога. Јешуа Христос е крајно сложен, толку многу што немаш поим. Денес дозволете ни да го научиме Божјото Слово и да се надеваме дека вашата душа, дух и ум ќе можат да видат само мал поглед на неговата бесконечна природа. Ова ќе биде едно од многуте видеа за неговата повеќедимензионална, бесконечна слава. Денес да видиме што рекол Исус Христос за тоа дека е самиот Бог. Затоа останете во тек. Дозволете ни да одиме на ова патување заедно за да дознаеме повеќе за Јешуа Христос и неговата сложена, повеќедимензионална и бесконечна природа и слава. Добре дојде назад. Сакам да им се заблагодарам на сите прекрасни луѓе на Македонија и на сите оние што зборуваат македонски од целиот свет. Ви благодариме многу што ги гледавте видеата на овој канал. Бидејќи подготвуваме студии на повеќе јазици, тогаш може да користиме превод на Библијата на јазикот на таа земја. А ако одлучите, користете го преводот по ваш избор на вашиот јазик за да ги споредите стиховите во овие студии. Ако верувате во Јешуа Христос, ве замолувам да го направите следново. Одвојте неколку секунди од вашето време за да се претплатите и да им лајкнете на видеата за да покажете поддршка за овој канал. Ве молам помогни ми да постигнам цел од 1000 претплатници што е можно поскоро. Исто така, користете го овој канал за да објавите во коментарите кратко сведоштво за тоа како Христос Јешуа ве спасил и ви го променил животот. Вашето сведоштво ќе благослови некој друг што го чита, верувајте. Ние ја споделуваме Божјата реч со вас за да растете во Божјото Слово. Во исто време ве предупредувам за доктрини кои се спротивни на Словото Божјо. Ќе ве научиме за поединци, групи или верувања
кои веруваме дека се спротивни на Божјата реч. Живееме во време на голема измама, па затоа е важно нашата основа да биде Словото Божјо и да бидеме водени од Светиот Дух да станеме ученици какви што сака Јешуа Христос да бидеме. Исус Христос рекол како што е напишано. Матеј 28 стих од 19 до 20. Македонски Нов Завет. 19 Одете меѓу сите народи и создадете од нив мои ученици. Крштавајте ги во името на Таткото, Синот и Светиот Дух. 20 Учете ги новите следбеници да го извршуваат сето она што вам ви го заповедав. Дозволете ми да ви кажам дека една од најважните работи што треба да ги знаете е дека Јешуа Христос рече дека тој е самиот Бог. Да тој го рече тоа. Да слушнеме што вели Јешуа Христос со своите зборови за тоа дека е самиот Бог. Тоа е толку јасно напишано во Божјото Слово, но луѓето мислат дека нивните мислења се поважни од зборовите директно од Јешуа Христос. Да слушнеме што рекол Исус Христос. Откровение 21 стихови од 6 до 8. Од арамејската Библија на обичен англиски јазик. И тој ми рече, готови се. Јас сум Алап и јас сум Тау, изворот и исполнувањето. Ке му дадам на жедниот од изворот на водата на животот без надомест. И кој ќе победи ќе го наследи ова, а јас ќе му бидам Бог, а тој ќе ми биде син. Но заплашливите, неверниците, злите, осквернетите, убијците, волшебниците, блудниците, идолопоклониците и сите лажговци, нивниот дел е во запаленото огнено езеро и салфур, што е втората смрт. Сега слушнете го повторно. Ова е она што го рекол Јешуа Христос. Јас ќе бидам негов Бог, а тој ќе ми биде син. Слава на Бога! Сведоштвото на Јешуа Христос е повеќе од доволно. Ништо или никој не е создаден со повисоко сведоштво за самиот Бог, Јешуа Христос. Понатаму, тој ни ја покажува својата бесконечност кога вели дека тој е изворот и исполнувањето. Јешуа Христос е изворот и исполнувањето до бесконечноста. Овде во блиска иднина ќе проучуваме како Јешуа Христос е бесконечниот Бог. Неверниците немаат вера во Бог, затоа што навистина не веруваат дека ништо не е невозможно Бог да направи. Бог бил овде во човечки облик пред повеќе од 2000 години. Бог примил човечки облик кој го знаеме како Јешуа Христос. Она што е невозможно за човекот не е невозможно за Бога. А ако не верувате во она што е напишано дека Исус Христос зборувал, тогаш постои голема можност да не му припаѓате нему. Напишано во Јован 10 од 26 до 28. Македонски Нов Завет. 26 и покрај тоа, вие не верувате, зашто не сте од моите овци. 27 Моите овци го познаваат мојот глас. Јас ги познавам, а тие ме следат. 28 Јас им давам вечен живот и тие никогаш нема да сгинат. Никој не може да ги грабне од мојата рака. Многумина започнаа како христијани и сега се дел од групи кои веруваат дека Јешуа Христос не е Бог што се манифестира во тело. Отпадник е некој што му свртел грб на Јешуа Христос и повеќе не верува во неговите зборови. Како што е напишано во Светото писмо. Ова се наоѓа во Јован 6 стихови 64 до 66. Македонски Нов Завет. 64 Но меѓу вас има некои што не веруваат. Исус го рече ова, зашто од почетокот знаеше кои се тие што не веруваат и кој ќе го предаде. 65 Потоа им рече, затоа ви реков дека никој не може да дојде кај мене, ако тоа не му е овозможено од небесниот татко. 66 Од тој момент многумина од неговите ученици го напуштија и престанаа да одат со него. Слава на Бога! Како што можете да видите, зборовите на Јешуа Христос може да ни покаже кој навистина ќе го следи и да ни ги покаже оние што ги отфрлаат неговите зборови и повеќе нема да одат со него. Забележете го бројот 666 во стих во врска кога ќе ги видите поглавје 6 и стих 66.
Погледнете што велат Светото писмо дека овие луѓе оделе со Јешуа Христос, но бидејќи не верувале во неговите зборови, тие повеќе не оделе со него. Интересно е што отпадникот може да биде поврзан со системот на ѓаволот, бидејќи отпадниците се споменати во 6 поглавие стих 66. Исто така, сите оние кои не веруваат во зборовите на Јешуа Христос не сваќаат дека во времето на нивното судење зборовите на Јешуа Христос ќе им судат. Исус Христос рекол како што е напишано. Јован 12 стих 48. Македонски Нов Завет. 48 За оние што ме отфрлаат и не ги примаат моите зборови постои судија. Учењето што го објавив ќе им суди на судниот ден. Ако ово учење ве благослови и ви се допаѓа ова видео, тогаш ве молиме претплатете се и дајте лајк на видеата на овој канал. Ако Светиот Дух ве навел да верувате во Јешуа Христос, тогаш не губете време и прифатете го Јешуа Христос како ваш Бог и Спасител. Колку повеќе го слушате Словото Божјо, толку повеќе вера ќе стекнете. За оние кои не се од Бога, тие се оддалечуваат од Божјото Слово. За оние кои се од Бога, тие го слушаат Словото Божјо. Исус Христос рекол. Јован 8 стих 47. Македонски Нов Завет. 47 Оној што е од Бога, ги слуша Божиите зборови, а вие не сте од Бога и затоа не сакате да слушате. Во овие тешки времиња дозволете Јешуа Христос да ви даде одмор и мир, знаејќи дека ќе го ставите вашиот живот во негови раце и тој ќе ви даде вечен живот. Ако сакате да го прифатите Христос и Јешуа како ваш Бог и Спасител, известете ни и со задоволство ќе се молиме со вас за спасение. Вашето вечно спасение е важно. Ако верувате во она што сте го слушнале денес, тогаш заблагодарете му на Бога за животот што ви го дал и заблагодарете му на Бога за неговата скапоцена реч. Ве водеше Божиот Дух денес да го слушнете неговото слово. Бог бара со твојата уста да го признаеш она што е во твоето срце. Разговарајте со Бога во овој момент и исправете ги работите меѓу вас и Бога. Не чекај утре, зашто тогаш можеби нема да бидеш жив. Слушнете го и следново. Римјаните 10 стих 9 до 10. Македонски Нов Завет. 9. Иако со својата уста го исповедаш нашиот Господ Исус и во своето срце веруваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе имаш живот. 10. Зашто срцето што верува во него се исправа, а устата што го исповедува има живот. А ако сте подготвени да го прифатите Божиот бесплатен дар за спасение, тогаш започнете ја вашата молитва прво со прифаќање дека сте грешник и сте сгрешиле пред Бога. Потоа, замолете го Бога да ви ги прости сите гревови. Потоа, фала му на Бога за Јешуа Христос и неговата смрт за нас. Побарајте од Бога да ви го даде својот бесплатен дар за спасение. Потоа, исповедај со својата уста во што веруваш во твоето срце дека тој умре за тебе и дека воскресна од мртвите. На крајот, замолете го Исус Христос да ви даде вечен живот и замолете го да го напише вашето име во книгата на животот. Фала му на Бога зас и кажи му што друго имаш во умот и срцето. Следниот чекор е да се крстите и да станете ученик на Христос Јешуа. Господ да ве благослови вас и вашите најблиски.